Во општина Виница денешната акција беше искористена за засадување на 51.000 садници од борна површина од 12 хектари. Во акцијата покрај граѓани на општината, ученици и вработени во јавниот сектор, присуствуваше и министерот за здравство на Република Македонија Никола Тодоров. Ова е веќе традиција во Република Македонија. Акцијата засадија својата иднина, во која што сите граѓани на Република Македонија се вклучени во пошумување на државата. Колку ќе се грижиме за природата, толку и таа ќе се грижи за нас. Така да ова е една многу благородна акција која што ја поздравувам и со задоволство се вклучувам во неа. За градоначалникот на Виница Емил Дончев, оваа 16-та акција за пошумување ќе биде од особено значење. Еден од најдобрите еколошки проекти на владата на Република Македонија. По 16-ти пат во општина Виница трае оваа акција. Оваа година ќе се засадат 51.000 садници боров насад на површина од 12 хектари. Ме радува фактот што секоја година виничани масовно се вклучуваат во оваа акција. Тоа може да се потврди и од денешното учество, како на најмладите, така и на повозрастните. Мотото на овогодинишната акција е засади успех и се надевам дека сите садници кои што се во голема бројка, ја спомена градоначалникот бројката, ќе бидат успешни и Виница ќе има бенефит од оваа благородна акција. За директорот на комуналното претпријатие Солидарност од Виница, акцијата редовно се реализира секоја година. Годинава тие пошумуваа на градската депонија. Во рамките на денешната акција засадија иднината Ден на дрвото во Република Македонија, општина Виница и јавното претпријатие Солидарност Виница активно учествуваат во денешниот ден и во засадување на дрвца. Ние традиционално засадуваме дрвца или на филтер станицата, или на градската депонија, или во градскиот парк. Оваа година засадувањето го извршивме на градската депонија во Виница, каде засадивме неколку дрвца од типот платан, кои што брзо раснат високо и во иднина ќе представуваат пријатна ценка за градската депонија. Досегашните акции во општина Виница покажаат дека од засадените дрвца 90% се веќе влезени во шумскиот фонд на општината.